Во студиото со вас, Александар Спасовски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Единството во армијата и единството во алијансата да го преточиме во единство меѓу граѓаните и да изградиме општество кое ќе се развива од сите аспекти и ќе се прилагодува на новите предизвици со една цел подобар, побезбеден и поквалитетен живот на сите граѓани, порача министерот за одбрана Владо Мисајловски на свеченоста што се одржува денеска во касарна Тилинден во Скопје по повод 5 годишнината од пристапувањето на Македонија во НАТО алијансата. Одиме во касарната во живо, таму е колешката Ивана Соколовича најдова, имаме во овие вести. Ивана, кои беа пораките? Така, Александар, во присуство на државниот и воен врв овде во касарната Илинден беше одбележана 5 годишнината од членството на Македонија во НАТО алијансата. Со своји говори овде и председателката Силјановска Давкова, министрот Мисајловски, првиот човек на генерал-штабот Лавчиски одадоа најпрво почит за онаа трагедија која што се случи во Кочани. Целиот фокус на денешното одбележување покрај она што е заложба на македонската армија и бенефитите кои што се добиени со членството во НАТО беа насочени во оваа насока, односно на одавање почит на жртвите, но посака и побрзо оздравување на оние кои што беа повредени во трагедијата. Првата председателката Гордана Силјановска Давкова кажа дека е горда на македонската армија и тоа што денеска македонската армија е она што е на врвот на своите задачи. Повика дека е горда на тоа што Македонија е дел од НАТО, но вели дека беше препознаено од НАТО алијансата македонската заложба да биде дел од големото семејство, меѓутоа и сите оние стратешки цели на државата, меѓу кои беше на врвот и членството во НАТО. Иако вели дека беа направени болни компромиси до полноправното членство во алијансата, денеска македонската армија може да се пофали со армија која што е модернизирана и која што работи на реформи за подобрување на истата. Да слушнем изјавата на председателката Гордана Силјановска Давкова. Македонското членство во НАТО беше препознаено како врвна стратешка цел заедно со членството во Европската Унија. Меѓу нас се дел од ветераните на македонската одбрана, кои што своите кариери ги посветија на остварувањето на оваа цел. Но, факт е дека за остварување на оваа стратешка цел беа вложени огромни напори и направени големи жртви и болни компромиси, какви што не се барале од ниту една друга држава кандидат. Да, ова беше изјавата на председателката Силјановска Давкова, а почит за жртвите од Кочани изрази министрот Мисајловски и посочи дека силата на солидарност на НАТО алијансата беше покажана на дело. Бројни сојузнички држави ни излегоа во пресрети, дадоа се од себе да се помогне на Македонија во овие тешки моменти. Вели дека во секоја насока имаме поддршка од НАТО членките да ја модернизираме и да ја развиваме македонската армија. Да слушнеме неговата изјава. Од нашите 31 земја сојузник имаме голема поддршка во развојот на вооружените сили. Се развиваме заедно затоа што НАТО го означува токму тоа. Сите заедно со здружени сили кон силна и безбедна алијанса. Инвестираме во македонската одбрана. Ја модернизираме нашата армија со силно темпо. А заедно со нашите сојузници учествуваме во голем број вежбовни активности дома и во странство, со што ја заекнуваме интероперативност, која е клучно особено при учество на мировните операции. Имаме многу што да научиме, но имаме и многу што да понудиме. Да си ја чуваме Македонија, да се грижиме за безбедноста и стабилноста на регионот и пошироко, затоа што само така може да одиме напред.
Така. А пред бројните гости кои што беа присутни овде во касарната Илинден, првиот човек на генералштабот на армијата Сташко Лавчевски се заблагодари на сите сојузнички држави кои што беа овде со Македонија во, како што кажа, во овие трагични моменти. Се заблагодари и порача дека НАТО е успех за Македонија со членството во големата воена алијанса. Македонија станала синоним за стабилност во регионот и заедно рамо до рамо со останатите членки на НАТО е гарант за стабилноста и безбедноста не само во земјава, туку и во регионот и е подготвена да ги одбрани надворешните граници на сите земји членки на алијансата. Еве неговата изјава. Во најтешките моменти по трагедијата видовме како регионот и целиот континент се мобилизира во несебична поддршка. Видовме на дело што значи НАТО во неговата изворна форма, изразена преку директната поддршка што ја добивме од земјите членки. За сето ова уште еднаш им благодариме. Почитувани, пред 5 години исполнивме една од нашите најзначајни стратешки цели. Патот кој започна во 1992 година не беше воопшто лесен, но напротив, пат исполнет со многу предизвици. Патување кое на крајот заврши со успех и не направи уште посилни. Денес, нашата одлучност, напорната и посветената работа е лесно препознатлива. Да, ова беше изјавата на Лавчевски, а овде пред поставените војници и баталјоните ги беа поздравени од премиерот на државата Христијан Мицковски, првиот човек на Македонското собрание Гаши. На 30 на војници кои што во последните 2 години биле дел од мировните мисии како дел од НАТО, денеска им беа доделени НАТО медали за будност и им беше одадено признание за нивната заложба. На неколку точки овде во касарната Илинден во чест на одбележувањето на 5 годишнината од членството во НАТО беа извршени показни вежби со кои што уште еднаш беше потврдена големата подготвеност на македонската армија. Александар? Ивана, ти благодарам. Цела оваа атмосфера ќе ја видиме во прилогот кој што ќе оди во вестите во 16. Беше тоа Ивана Соколович Најдова. А министерот за европски прашања Орхан Муртезани, амбасадорот и шеф на делегацијата на Европската унија во Скопје Михалис Рокас денеска презентира мерки од планот за раст за Западен Балкан и реформската агенда за Македонија. На презентацијата во медиа центарот на владата беа представени конкретните активности од реформската агенда, како и планот за комуникација и видливост на реформите. Целта, како што наведуваат од Министерството за европски прашања, е да се приближи евроинтегративниот процес до граѓаните и да се поттикне нивното активно учество во процесот на реформи. Би сакал да бидам јасен околу една работа. Парите кои што ги даваме денес се всушност дополнување на она што веќе постои. Реформската агенда и распределбата според неја за Северна Македонија е 750,4 милиони евра покрај тековните ИПА програми кои што надминуваат 500 милиони евра во чисти грантови за финансирање. Со овие финансиски распределби и јасната политичка поддршка, реформската агенда од планот за раст е досега невидена можност за земјата да ги забрза клучните придобивки од членството на ЕУ, како и да ја зголеми економската конвергентност пред пристапувањето. Преку овој план, граѓаните ќе можат јасно да ги согледат конкретните резултати и ефектите од реформите, од подобрувањето на деловното опкружување и отварањето на нови работни места, до поголема економска конкурентност и зајакнати демократски институции. На овој начин, планот не само што ќе ја зголеми видливоста на активностите што ги реализираме со помош на Европската Унија, туку и ќе ја засили довербата на граѓаните во реформскиот процес и во самата европска иднина на нашата земја.
Сојузот на синдикати на Македонија денеска треба да се изјасни за следните чекори што ќе ги превземе во однос на минималната плата, откако во вторникот владата ја усвои информацијата дека минималната плата ќе се зголеми 1800 денари во нето износ согласно законски утврдените критериуми. Се очекува седница да одржи председателството на синдикатот на која ќе се разговара за натамошните чекори. Според ССМ одлуката на владата не е законска затоа што не била одржана седница на економско-социјалниот совет, каде пак проблем беше тоа што ССМ ја изгуби својата репрезентативност. Од владата велат дека одлуката е легитимна и согласно закон, а износот е утврден согласно критериумите во законот за минимална плата. Висината на минималната плата е одредена согласно податоците од Државниот завод за статистика, за што како основа се зема 50% од просечната плата исплатена минатата година и 50% од индексот на трошоци, односно инфлацијата за претходната година. ССМ предлага минимална плата од 500 евра, со тоа што дел од придонесите би се плаќале од буџетот. Минималната плата, која ќе се исплаќа од следниот месец, ќе изнесува нешто над 24.300 денари. Половина од ноќните клубови во Охрид добиле забрана за работа по контролите кои ги спроведуваат општинските инспекторати. Се контролираат и училиштата и јавните институции, а целосниот извештај општината најавува дека ќе биде готов многу брзо. Нашата охридска дописничка Нина Ритоновска на оваа тема. Контролите на кабарејата, ноќните клубови и дискотеките во Охрид се завршени и наскоро се очекува конечна информација кои ќе продолжат со работа. Од вкупно 6 објекти кои биле предмет на инспекцијски надзор, од кои едно диско клуб, 3 кабареа и 2 ноќни клубови, на 3 им е изречена забрана за работа се до исполнување на минимално техничките услови. Сите оние кои што имале лиценца за кабаре или диско клуб во 2023-2024 беа исконтролирани од страна на инспекцијските служби и се заврши во рокот 24 часа. Инспекцијските служби беа составени од полиција, финансова полиција, инспекторот ДЗС за противпожарната заштита и пазарна инспекција. Се чешлаат и образовните институции, а во стамбените згради се работи на оспособување или ставање во функција на хидранската мрежа, особено во постарите згради каде најчесто хидрантите се во употреба и нефункционални. Општината е таа која што треба му препорача затоа што други се законите, инспекциите кои што и контролираат. Наша работа е сепак во моменти кога се случи ваква трагедија, каде што покрај индивидуалната одговорност и она кој што сите го гледавме во смисла на начинот на кој што се запали дискотеката, се користење на пиротехнички материјали во затворен простор, секако дека покажи одредени слабости во системот. Денови ќе се спроведат инспекцијски надзори во хотелите и оние објекти кои организираат прослави, се со цел утврдување на минимално техничките услови и категоризација на рестораните. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Пожарот во Кочанскиот клуб Пулс е силен удар за Штипскиот универзитет, бидејќи во него загуби 8 своји студенти. Нашиот штипски дописник јавува дека целата студентска заедница и вработените се силно погодени од трагедијата, а универзитетот организира и психолошко советување. Од Штип се јавува Трајан Ристовски. 8 студенти од различни факултети и академии на Штипскиот универзитет Гоце Делчев се жртви во страотната катастрофа во дискотеката Пулс во Кочани, а има и повредени. Студентската заедница и вработените на УГД се тешко погодени од трагедијата и нудат сестрна помош на семејствата на загинатите и повредените. Универзитетот веднаш, уште од самиот почеток, почна заедно со студентските организации, почнавме да работиме на некој начин да ги санираме последиците и да им помогнеме на колегите кои што беа директно погодени. Универзитетот во таа соработка со поддршка на МОН и Универзитетската комора веднаш отвори центар за психолошка поддршка, во која што ние ќе продолжиме да го поддржуваме тоа како активност се додека е потребно. Центарот за психолошка поддршка е во рамките на Факултетот за образовни науки, а професорите и студентите добија инструкции како да им помогнат на своите колеги. Уште еднаш ги повикувам сите студенти да ги искористат капацитетите кои што им се на располагање. Навистина е подобро која болката е заедно делиме сите и стручните служби кои што се во рамки на универзитетот се спремни да им помогнат и сигурен сум дека тоа ќе биде од корис и за нив и за
за нас како институција. Во сенка на трагичниот настан, УГД скромно ја одбележи 18 годишнината од своето постоење, а на 16 студенти со највисок просек им беа доделени признанија. Со едноминутен молк, професорите и студентите им оддадоа почит на своите загинати колеги. За Сител, Трајан Ристовски. А дојбара Европската комисија да испратела тим од експерти кои ќе следат истрагата за случајот со пожарот во Кочанската дискотека, каде меѓу осомничените и нивниот поранешен министер Крешник Бектеши, кој се наоѓа во притвор. Од ДУИ сметаат дека истрагата се води селективно. Ја повикуваме Европската комисија итно да испрати правни експерти и директно да се вклучи со засилен мониторинг на овој случај. Потоа, со своја експертиза и со знанија ќе и помогне на Собраниската комисија која веднаш треба да биде воспоставена под меѓународен надзор. Демократијата, владењето на правото и почитувањето на основните човекови права се основните правила и принципи на Европската унија и тие мора да бидат заштитени и во Република Македонија, се вели во соопштението кое што го испратија од ДУИ. Полицијата информираше дека во текот на вчерашниот ден привела 2 лица кои во 2 одвоени сообраќајни несреќи удриле пешак. Првата несреќа се случила нешто по 17 часот кога 52 годишен турски државјанин со престој во земјава со автомобил со скопски таблички на раскрсницата пред ГТЦ удрил во 48 годишна жена која се здобила со тешки телесни повреди. Нешто пред 22 часот 45 годишен скопјанец со автомобил удрил во 57 годишен маж во Скопски Чаир, при што му нанел тешки телесни повреди. И двете лица биле задржани во полициска станица и автомобилите им биле одземени за понатамошна постапка. Од МВР најавуваат и соодветни пријави по утврдување на сите околности. Двајцата пешаци се надвор од животна опасност. 200.000 евра казна добила една подружница на рудникот Тораница поради загадување на животната средина. Како што информира надлежното Министерство за животна средина по извршената контрола, утврдено е дека цевка која одведувала отпадни води пукнала и ја загадила животната средина. Со тоа рудникот сторил прекршок кој се казнува со сума од 200.000 евра за компанијата и уште 10.000 евра за одговорното лице. Од надлежното Министерство велат дека засилените контроли ќе продолжат и дека ќе се санкционира секое загадување на животната средина. Земјотрес чиј епицентар потекнува од пограничното епицентрално подрачје Битола-Лерин во Република Грција на 125 км јужно од Скопје со Рихтерова локална магнитуда од 3,4 степени е регистриран утрово во 5 часот и 4 минути. Според досегашните податоци со кои располага Сеизмолошката обсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, земјотресот е почувствуван во Битола и блиската околина со интензитет од 3 до 4 степени според Европската макросеизмичка скала. Нема информации за предизвикани штети. Не заборавајте дека летното сметање на времето почнува викендов, ноќта сабота спрема недела во 2 часот, кога стрелките на часовникот ќе се поместат 1 час напред и наместо 2 часот ќе биде 3 часот. Промената на времето кај нас, како и во повеќе европски земји, се случува 2 пати во годината, и тоа последниот викенд во март, кога почнува летното сметање на времето, и последниот викенд во октомври, кога почнува зимското сметање на времето. Годинава летното сметање на времето ќе трае до 26 октомври до 3 часот на полноќ. Од нашата дописничка мрежа денеска информацијата која доаѓа од малата општина Босилово, која 4-та година поред организира пролетна еколошка акција за да ги мотивира граѓаните за поголема грижа за животната средина. Детали за овогодинешната акција има нашиот струмички дописник Зоран Ѓорѓев. Овошна садница за пластично шише. Под овамото општина Босилово 4-та година поред реализира пролетна еколошка акција, која има за цел да ги мотивира граѓаните да го селектираат пластичниот отпад и да учествуваат активно во очувањето на животната средина. Секој граѓанин кој ќе донесе 30 пластични шишиња добива овошна садница по избор. Многу добро е секој, ја ги земај полони, земаам пат една сеја. Беше тоа бреска, арно е, добро е, се добро, се што се дава се арно. Во акцијата се вклучија и 22 годишниот Виктор од Сдруженијето Говорот на срцето, заедно со неговиот татко, кој порачаа наместо да се палат шумите, сите да засадат по едно дрво. Садете дрва, не ти палете шумите.
многу добро, нешто позитивно, како што гледаме се палат шуми, загаденост и друго, овошките засадување, здрава храна и да ги третираме без пестициди, да ги учиме децата на нови практики е многу добра идеја. Годинава беа обезбедени 1500 садници за граѓаните од сите населени места. Овошните дрвца се купуваат со средства кои општината наместо да ги троши за набавка на новогодишен рекламен материјал, ги наменува за набавка на садници. Градоначалникот на Босилово Ристо Манчев вели дека акцијата веќе ги дава првите резултати, а граѓаните полека, ама сигурно, започнуваат да го селектираат пластичниот отпад. Акцијата е доста добро прифатена од страна на граѓаните и има повеќе кратни цели. Првата цел е едукација и подигање на свеста за селекција на отпадот, посебно за селекција на пластиката, а од друга страна секое семејство, секоја куќа добива овошна садница и на тој начин всушност ја разубавуваме нашата општина. Процесот на селекција на отпадот се движи бавно, меѓутоа се движи. Многу посериозен проблем е третманот на пластиката откако ќе ја собереме отпосле. Ние не само денес, на овој ден, во неколку населени места веќе имаме поставено специјални отпади за собирање на пластичен, специјални садови за собирање на пластичен отпад и нашата цел е во наредниот период тоа да го интензивираме. Меѓутоа, она што останува најголемиот проблем е третманот на пластичниот отпад откако ќе го собереме. За време на акциите во изминатите 4 години на територијата на општина Босилово биле собрани неколку тони пластичен отпад и посадени близу 6000 садници. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија. Светот во избор